Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Мештаните на Непроштено и Теарце ги санираат штетите од синоќешното невреме. Поплавени домови, помошни простории, оштетена патна инфраструктура. Деветнаесетгодишна девојка од Гостиварско силувана од 54 годишен маж со кого претходно била во љубовна врска. При акцијска контрола вчера откриени и санкционирани биле вкупно 28 прекршоци на пешаци. Мештаните од тетовските села Непроштено и Теарце ги пребројуваат, но и санираат штетите од синоќешното невреме кое го зафати Тетовско. Има многу поплавени домови, оштетена пред се патна инфраструктура, а на улиците и другите јавни површини има кал до колена. Поплавени домови и помошни простории, уништена патна инфраструктура по вчерашното невреме во тетовските села Непроштено и Теарце. Денес се санираа штетите откако посилниот дожд проследен со силен ветер и град. Поголем доток на вода од планината донел наноси од кал, камења и песок по улиците. Значи по цел пут од горе до доле главниот пут на Непроштено имаше многу поплавени подруби, многу поплавени фамилија. Свеќа нешто нели нема голема штета може, ама сваки си знае за себе. Дрвава ке мене по пут, ке мене подрумот беше поплавен исто, гаражава цела ми е со тиња и не знам, ја мислим дека општинава треба сега ако не изреагира нема кога и да направи канали покрај путов, кај што водата од путот би се слеала у канали и би ишла нели кај што треба да иде. Водата све овде беше, тоа има цевке, ама цевката се знае. Доаѓа дрво, камењ и га затнуе. И таа право нааму обушила, ја, гледате што е се работа. Пуни дворови, уништени дворови, визби пуни. Патот е скрос уништен. За жал овој пат, например, е пат кој води кон куќата на Кирил Печиновиќ. Треба тој пат да се направи. Каналот треба да се направи. Овој канал е мал за што некојаш доаѓа големи води овде. Треба да се прошири каналот. На време треба да се санираа состојбите, а не да чекаме вако невреме. Жителите велат дека не паметат низ годините наназад за толку кратко време да наврне толку многу дожд. За еден час колку што траело невремето, улиците буквално биле претворени во реки. Еве, јас 70 години имам, не памтим вакво невреме за еден сат, тоа све до однесе, погледате како е. А инаке 63 година, тоа беше, тога ја дојде реката, ги однесе таму две куќе и тога ја беше, ама тога ја врнеше 3 дена. Сеќам 3-4 дена врнеше нон-стоп. Е сега за еден сат, ова што гледате тоа све однесе. Има доле поплавено, видовте и куќе. За да се спречи понатамошното изливање на Непроштенска река било извршено чистење на коритото и поставување блокади од песок, па денес една од улиците не беше проодна. Ова е една од улиците кои што вчера во невремето беа поплавени во Тетовско Непроштено. Тука водата надошла во огромни количини, па со градежна механизација се работело на чистење на речното корито за да не дојде до понатамошно излевање на водата и поголеми штети во селото. Градоначалникот на општина Теарце информира дека се работи на терен за санирање на последиците, но вели дека проблемот со атмосферската канализација е наследен и во иднина треба да се гради според стандарди. Паралелно треба да се води сметка и за атмосферските води во која насока треба истите да бидат или да се завршуваат. Тоа нема во еден стандард кој може да биде изграден мост со цевки поставени кој тоа доведе во ваква катастрофални последици. Реално, од наша страна е евидентирано и тоа се обидоме истите тоа да биде острането и во иднена таквите планови секојаш да имат во увид и истите да не се прифаќат, односно да се вградат со стандарди. Наносите од песок и кал се чистеа и долж регионалниот пат Тетово-Јажинце. Имаше поплавени улици и во градот, а помали штети имаше и во селата Лешок и Требош.
Председателот на владата Димитар Ковачевски и председателот на владата на Република Албанија Еди Рама денеска одржаа заедничка пресконференција. На неа потенцираа дека иднината на Северна Македонија и на Албанија е Европската унија, а за забрзување на евроинтеграцијскиот процес важни се сите регионални иницијативи. Северна Македонија и Албанија развиваат традиционално пријателство и партнерство кое е пример во регионот, со тоа што нашите две земји делат многу заеднички соработки на многу полиња, но и заеднички европски вредности. Затоа што европскиот пат, од кој што не отстапуваме ниту ние, ниту Албанија, представува стратешка цел и на двете држави. На тој пат на европските интеграции ние и билатерално и како регион преземаме чекори за европеизација на нашите општества со цел што поскоро да ги постигнеме европските стандарди во секоја смисла, како системски, законски, така и во однос на стандардот на живење на граѓаните. Токму таков чекор беше и Берлинскиот процес, во рамки на кој земјите од Западен Балкан изминатата година за време на самитот во Берлин подпишаа 3 многу важни регионални договори за мобилност кои се однесуваат на признавање на високообразовните квалификации помеѓу земјите од Западен Балкан, меѓусебно признавање на дипломите на докторите од медицина, дентална медицина и архитектите, како и за слобода на движење со лични карти помеѓу сите земји од Западен Балкан. Годинешниот самит ќе се случува во Тирана и, како што му кажав и на Еди, на неговите колеги на средбата, Албанија како овогодишен председавач и тој како премиер ја имаат нашата поддршка во тој процес, бидејќи знаеме дека сето тоа прво представува големо признание за земјата, за незините постигнати резултати, но и на регионот во целина. Ние имавме таа улога да бидеме председавач во 2020 година, кога имаше и еден дополнителен предизвик, а тоа беше корона кризата, па сите состаноци мораат да се организираат онлайн, што не е случај во моментов и затоа и можеме да го имаме денес председателот на владата на Албанија да биде гостин заедно со неговите колеги во Скопје. Берлинскиот процес е исклучително важен за регионот, не само поради овие договори кои што ги споменав, туку и поради иницијативите кои понатаму треба да се преземаат, а се врзани со енергетиката, економијата, дигитализацијата, инфраструктурата, можностите за инвестирање, како и дополнителна мобилност на граѓаните, бизнисите и секако развој на соработката во многу други области, вклучувајќи ја културата, образованието, европските интеграции и размената на голем број на други искуства помеѓу земјите. Покрај политичките иницијативи и пораки кои доаѓаат од овој процес, нам како регион ни се потребни и брзи, конкретни економски придобивки, потребни кои што ќе го зголемат економскиот потенцијал на регионот и ќе го намалат јазот помеѓу земјите кандидати за членство во Европска унија и земјите членки на Европска унија, особено во регионот на Југоисточна Европа. Имавме состанок и многу плоден состанок и разговор каде што се договоривме Албанија да го председава Берлинскиот самит во Тирана и кога мојата цел е овој самит да означи и бележи конкретни начела, значајни, суштински начела, за кои што работиме со кабинетот во Берлин и паралелно разговараме и дискутираме со Европската комисија во Брисел. Ова е една доба кога за сите нас станало многу јасно и во однос на овие точки сосема се согласуваме. Не само начелно, туку и во однос на тоа што извира од секојдневната реалност од нашето работење и на нашите граѓани и на целиот овој регион што го викаме Западен Балкан, среде Европа, а тоа е дека јазот помеѓу
земјите членки на Европската Унија и нашите земји од аспект на финансиската поддршка од Европската Унија е неспоредлива во однос на нашата потреба и во однос на неопходноста Европа да биде покомпактна. Ова е причината зашто ние од пред некое време, конкретно откако почнавме со преговорите со Европската Унија, почнавме да притискаме во овој правец. Министерството за образование и наука има 3 предлози за почеток на новата учебна година. Истата да започне на 11 септември и да заврши до крајот на јуни. Да остане почетокот во обичајниот датум 1 септември, а во текот на учебната година да има и краток пролетен распуст, или досегашниот концепт да почне на 1 септември и да заврши на 10 јуни. Кој предлог ќе биде прифатен, ќе се знае за околу 10 дена, кога според Министерот за образование и наука Етон Шаќири се очекува да има конечен став за тоа кој од трите предлози што ги има Министерството за образование и наука е прифатлив. Што се однесува со трите предлози, вие знаете дека после предлозите ние како Министерство ги собравме сите мислења, почнувајќи од учениците, од родителите, од наставниците и од униите што се од синдикатите. Но исто така, мислам дека наредната недела во Комисијата за човекови ресурси, каде се дискутира темата од образование, јас како министер ќе ги предложам сите 3 предлози, во истата комисија ќе биде пак вклучени тие што се почнувајќи од униите на средношколците, но исто така и синдикатите, за да го слушаат членовите на комисијата мислење од што тие ќе го дадат за делот на почеток на учебната година и мислам дека во рок од 10 дена ќе имаме конечен став кој од предлозите ќе се прифати. 19-годишна девојка од Гостиварско силувана од 54-годишен маж со кого претходно била во љубовна врска. Ова е само дел од информациите од најновиот билтен на СВР Тетово. 32-годишник од Тетовско Желино вчера во 10 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавил дека му било одземено товарно моторно возило Мерцедес со тетовски регистарски ознаки, кој претходно го паркирал пред трговски објект во селото. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 13 часот на улица Илинденска во Тетово лишиле од слобода 22-годишничка од Тетовско Пршовце, затоа што при нејзин и преглед на патничкото моторно возило БМВ со тетовски регистарски ознаки, во кое се превезувала, била пронајдена и одземена марихуана. Таа е задржана во полициската станица Тетово и под документирање на случајот ќе биде поднесен соодветен поднесок. 75-годишна тетовка вчера во 13 часот и 20 минути во СВР Тетово пријавила дека нејзината сна НА 36 години и се заканувала и физички ја нападнала. НА денеска е повикана на службен разговор во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. Вчера околу 16 часот и 10 минути полициски службеници на СВР Тетово на улица Киро Ристевски Дрнц во Тетово ги лишиле од слобода тетовците БЛ и ФМ, кои се однесувале агресивно кон нив и ги спречувале во преземање службени дејствија. Двајцата се задржани за расчистување и документирање на случајот, пошто против нив ќе следуваат соодветни поднесоци. 36-годишниот ДЖУ од Тетово вчера вечер во 23 часот и 50 минути во СВР Тетово пријавил дека неговиот малолетен внук околу 22 часот на улица ЈНА во Тетово во близина на угостителски објект физички бил нападнат од друг малолетник кој бил заедно со уште едно лице. Се расчистува и документира случајот. Вчера вечер околу 20 часот и 20 минути полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, го лишиле од слобода 54-годишниот ФТ од Неготино Полошко, кој претходно бил пријавено од 19-годишна жителка на Гостиварско село, со која претходно била во љубовна врска, дека во стан во Гостивар и извршил облјуба. Нешто подоцна при претрез во неговиот дом, реализиран со судска наредба, била пронајдени остатоци од бела прашкаста
иста материја. Тој е задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе следува поднесок. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера вечер околу 21 часот и 50 минути на улица Младен Груевски во Гостивар ја привеле 25 годишната АТ од Украина, поради сомнение дека непријавено престојувала на подрачјето. Таа е задржана во полициската станица Гостивар за натамошна постапка. Вчера на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово била спроведена акцијска контрола за однесувањето на пешаците во сообраќајот. При контролата откриени и санкционирани биле вкупно 28 прекршоци, 15 во Тетовско и 13 во Гостиварско. Вчера од 8 до 16 часот на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово била спроведена акцијска контрола на пешаци во врска со нивното однесување во сообраќајот. При контролата откриени и санкционирани била вкупно 28 прекршоци, 15 во Тетовско и 13 во Гостиварско. Најголемиот број од санкционираните пешаци ги преминувале улиците надвор од обележани пешачки премини. На сите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци и ќе се соочат со парични глоби, кои се движат од 30 до 50 евра доколку не учествуваат на така наречена сообраќајна поука. Секторот за внатрешни работи Тетово апелира до пешаците да бидат крајно внимателни кога и каде ги преминуваат улиците и како се движат по улиците на кои нема обликувани тротоари. На пешаците им се советува целосно да ја почитуваат светлосната и друга сигнализација, особено на крстосниците, а на родителите да не ги пуштаат малолетните деца без контрола да ги преминуваат улиците. На возачите пак им се укажува секогаш да им даваат предност, односно да ги пропуштаат пешаците, посебно на пофреквентни улици и на патишта каде не достига адекватна сигнализација. Ова беа подготвените информации за денешните регионални вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.